дека ни ладно време, ни дожд, ни 8 март не значи дека Македонија ќе седи дома. 10 ден поред, се повеќе и повеќе. 100.000 секој ден на улиците на Македонија. А доказ дека сме на правата страна и дека ја зборуваме вистината дојде вчера. Вчера дојде уште една потврда дека намерата на платформата во Тирана е да ја редефинира Македонија. Целта им е да разговарат за промена на знамето, химната и грбот на државата. Нема да им помине. Целта им е да ги сменат парите и да се војдат двојазични денари. Тоа е фундаментот на една држава. Нема да им помине. Целта им е да воведат двојазичност и за секогаш да ја изменат Македонија. Нема да им помине. Тиранската платформа удира по фундаментот на оваа држава, удира по суштината на Република Македонија. Македонија како заедничка држава за сите нејзини граѓани, без оглед дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, срби и бошњаци. Заедничка Македонија ќе победи на крај на денот. Вие сте доказ за тоа. И на 8 март, и на дожд, и на ладно време. Да се смени уредувањето. Од тука им порачуваме, тоа нема да помине. Тука стои горд народ на оваа држава. Тргнете ги вашите раци од државата и не убедувајте дека и мислите добро на Македонија. И заеби останатите кои заговараат да се продурга ова редефинирање. Видете ме, еве сме тука, исправени пред вас, со цврста кичма. Тука сме ние, мнозинството македонци и сите други заедници кои се засегнати бидејќи се работи за нивната заедничка држава. И заеднички ви порачуваме, нема да ви помине. Ако и мислите добро на Македонија, откажете се од платформата. Нашите барања, ќе ги повторам, уште еднаш, безусловно отворање на платформата и правење на македонска платформа тука во Македонија. Откажување од двојазичноста и бинационалната држава. И трето барање, не може да се спроведува програма на влада која не би била гласана од граѓаните, од луѓето кои излегуваат секој ден на улиците. Откажете се од платформата, бидејќи ние од Македонија не се откажуваме. Да живее Македонија!